Зон политикон, прва епизода. Јас сум Дејан Триндов, а прв мој гостин во скратена верзија од подкастот е господинот Игор Јанушев, пратеник од редовите на ВМРО. Господин Јанушев, добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Вие отворивте една тема која што е малтене неверојатна. Една тема за која што треба премногу да се разговара, една тема која што не го привлече доволниот број на јавниот интерес. Едноставно, бевте гостин во Алфа телевизија, кај Богдан, тој ја обработи темата, вие ја образложивте прекрасно, но другите медиуми како нигде да ги нема. Зборуваме за скандалот СОЛТ. Скандалот кој што вие, како председател на комисијата, успеавте преку собранијските редови, што мислам дека јавно вака да излезе нешто кое што јас лично сум го забележал, е прв пат. Да се открие скандал. Скандал со не само прислушкување, скандал не само со следење на телефонски комуникации, телефонски разговори, туку скандал каде што сите податоци од нашите мобилни телефони, сите податоци од фотографиите, сите податоци од тексталните пораки кои што ние како луѓе, граѓани на Република Македонија ги пуштаме, ги разменуваме во Република Македонија и надвор од границите на Република Македонија, државата може да ни следи. Дали тоа е тоа што го кажав пред него? Да. Што е тоа што дополнително треба да се објасни? Во кратки црти, сублимирано, добро ја доловивте поентата. Станува збор за, да кажам, два различни система за следење на комуникациите. Едниот систем за кој што првично зборував е системот преку кој се следи мобилниот сообраќај на буквално телефони, компјутери, секој уред кој што де факто користи интернет. Значи збориме за следење на целокупната информација што се отвара на вебсајтовите, што се чита, користењето на социјалните медиуми, Facebook, Twitter, односно X, Instagram, TikTok, буквално сите социјални медиуми, исто така користењето на различните апликации за комуникација, како што се не знам, Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, све она што подразбира комуникација која што иде преку интернет мрежата и уште еден софтвер кој што така наречен малициозен софтвер преку кој де факто се пристапува на било кој уред кој што е така речено закачен на интернет и се доаѓа до буквално целата содржина која што вие ја имате на уредот, односно на телефонот или лаптоп, компјутер, сеедно. Но и не само тоа, и можност за доколку нешто имате нели избришано за истото да се поврати. Вака сега, јас пред да ве гледам кај колегата Богдан на емисија, мислев дека тоа можеме да го гледаме само во филмовите кои што ги прави Холивуд, за да ни прикаже како едноставно на брз начин полицијата може да ги открие криминалците. Има ли право нашата држава да ни го прави тоа нас како луѓе кои што не сме криминалци? Зошто треба некој да знае дека јас си допишувам со некој? Прво, најголемиот проблем е што овде не станува збор за следење на криминалци, туку станува збор за пристап до целокупниот интернет што се одвива во државата. Нема да навлегувам во објаснување на теориите за и против, секогаш во целиот свет има некои што ја оправдуваат потребата и дали е тоа дозволено или не, односно некој што ќе негира, бидејќи општо прифатено начело дека кога станува збор за државната безбедност, интересите на државата и општото добро, дека тоа превладува во однос на правата на поединецот и во однос на тоа дали треба некој да се слуша, прати, да се прибираат овие информации. Јас сум тука на ставот дека да, треба и сериозна држава апсолутно мора да обезбеди такви алатки. Каде се појавува проблемот? Проблемот се јавува дека
секоја држава има механизам дека тоа мора да се направи постапка, за да не се наруши принципот на check and balance и некој кој што тоа ќе го контролира и провери за да не биде злоупотребен. Доколку е тоа во постапка, ние имаме закон за следење на комуникации, каде што постапката е пропишана како треба да се одвива, во која фаза може да биде, кој треба да даде одобрение, кој треба да биде посредник, кој треба крајно да ја добие содржината на тие податоци и сето тоа е регулирано на еден, да кажам, повеќе или помалку соодветен начин. Овде станува збор за можност за масовно прислушување, што не само по закон што е забрането, туку и сите релевантни субјекти, вклучувајќи и мобилните оператори во државава, значи треба да ги превземат сите механизми за тоа да не се случува или доколку приметат дека со некој акт на некој орган се обидува да се дојде до тоа масовно прислушување и следна комуникација, веднаш да алармира, што во овој случај, како што веќе кажа во јавноста, и се случи. Само момент. Вакци. Нешто што уште мене не ми е јасно. Не може да ми биде јасно. Нас сите тие комуникации како што вие велите, не ги следи ОТА, Оперативно-техничка агенција. Има можност да ги следи. Со опремата која што е набавена почетокот на оваа година. Има ли право? Не, право нема. Ако сум криминалец има. Еден од проблемите е што Оперативно-техничката агенција нема нити надлежност да ја набавува опремата, бидејќи тие се посредници, односно медиатори во следењето на комуникациите. Што тоа значи? Тоа значи пластично објаснето дека доколку МВР се сомнева во вас, дека извршувате или сте извршили одредено кривично дело и постапувате незаконски. Затоа треба да поведе истрага и да покрене постапка и да побара од јавен обвинител, односно суд, да му се одобри да се следи вашата телефонска, например, комуникација. ОТА е тој што од кога ќе биде, е таа институција што кога ова барање ќе биде одобрено од надлежните органи, едноставно ќе направи спојување за да може МВР да добие содржината. Тоа спојување се врши на некој начин со двојна автентификација или двојно одобрување на истото, за да не може само од страна нота или само од страна на МВР да се случи, значи тоа е заштитен механизам, да се случи некој по слободна волја да слуша. Значи преку автентификацијски кодови мора тоа да се совпадне за да може конкретно за вас да се прати таа комуникација која што е наведено во она што е одобрено за да вие се следите. Во никој случај не смее ОТА или било кој во државата да прати буквално цел сообраќај, се што се случува и по потреба да кажат сега ни треба за тој и тој, ајде да видиме тој и тој што прави. Тоа дозволува една огромна злоупотреба на целиот систем за комуникација кој што ние го имаме во државата. Вие сега велите ОТА, Оперативно-техничка агенција која што е формирана за да биде медиатор во следењето на комуникации, не да ги следи комуникациите, ничему изазвана, што би рекле браќата Срби, од никаде не донесен закон дека има право да набави опрема, дека има право нас да не прислушува. Тие се купуваат опрема, нас не прислушуваат и не ги следат сите можни комуникации. Тоа се случува во Македонија или се случува во некој протекторат кај што не е држава? Тоа реално се случува во Македонија. Јас можам да ја купам таа опрема. Точно така. Вие не можете да ја купите таа опрема. Впрочем, никој не може да ја купи таа опрема доколку МВР не даде дозвола за набавка на таква опрема, без разлика дали станува збор за ОТА, за АНБ, за Агенција разузнавање, воено разузнавање, обвинителство или било кој. Значи, било кој за да набави, произведе, увезе, извезе, макар и за да ја чува дома, не може да набави таа опрема, нормално, легално, не збориме за нелегално, значи не може да набави таа опрема доколку МВР не дало одобрение. Зошто станува целата приказка, односно овој скандал поинтересен, е затоа што де факто сега ќе ви кажам, затоа што ОТА не ја набавува таа опрема сама. Значи за набавката на таа опрема е платено од државен буџет, за да се плати од државен буџет,
таа набавка негде кон крајот на минатата година е помината на затворена седница на влада, значи владата ја одобрила таа набавка и ја буџетирала, односно одвоила средства за истата, значи дека сите во владата, почнувајќи од премиерот и останатите министри кои што поседуваат, барем така треба да е по закон сертификати, односно сертификати за безбедност, за тајна, бидејќи било класифициран материјал и се одлучувало на затворена седница на влада, значи одобрили и знаеле за истата. МВР на Спасовски нема дадено такво одобрение. А мора да даде или кога владата носи одлука без не мора разлика, да даде? Владата донесува одлука за потреба да се набави таква опрема. Вие видовте таа одлука, кога доше на затворена седница? Владината одлука ја немам видено, но за да се набави опремата, тој што ја набавува треба да достави детална спецификација што ќе набавува, од каде ќе го набавува и која е целта на набавката тоа опрема, односно за што ќе служи таа опрема и кои се технички карактеристики ќе се исползуваат од истата. Така склопено барање со сите овие сегменти се доставува до МВР и МВР во основа на тоа треба да даде одобрение, односно да одобри дали да се набави опремата или да каже дека не може да се набавува. Иако ова е доставено до МВР без детална техничка спецификација, МВР го враќа назад на ОТА и побарува од ОТА да пред да се донесе финална одлука, да се дополни барањето со детална техничка спецификација. До периодот на летото, последните информации кои што официјално зборуваме, не на телефонски, не на состанок, туку црно на бело написмено, изричито беше наведено дека МВР не дала согласност, односно не ја одобрила набавката на оваа опрема, односно систем. За да биде уште поинтересно, во меѓувреме ОТА е набавила опремата. Врз основа одлука на влада? Не. Туку? Нелегално, значи само од себе. А кој платил? Платиле... Имало јавна набавка? Значи, тргнета јавната набавка на страна, затоа што во овие случаи, бидејќи станува збор специфична опрема, може да се направи, да се набави опремата и без јавна набавка, и тој момент јас воопшто не го спорам. Но не смееле да ја набават опремата без претходно МВР да го одобри истото. Тие ја набавиле опремата негде периодот на јануари-февруари годинава е стигната во Македонија и најмалку во еден мобилен оператор во државава, истата уште од периодот на февруар-март е инсталирана и до последна информација која што имам беше во фаза на тестирање. Дали е ставена во продукција или не, се уште немам информација. Чекате малку. Сега, да сублимираме до овој дел на разговор. Значи, тоа што јас го разбрав. Владата носи одлука на затворена седница на влада дека опрема може да се набави за прислушување, за следење на детални комуникации на телефонските уреди. Само на телефонот или од лаптоп ми може да се или ја буџетира. Ви кажав, немам точна информација што е пратено до влада и го немам црно на бело видено одобрението на влада, но се сомневам дека во истата информација се наведени било какви детали. Предпоставувам само дека е информација од неколку страни каде што се пробува да се оправда зошто е потребна таа опрема и можеби некои основни работи дека таа опрема е неминовна во работата нота и така натаму и така натаму. Тоа е исто како било кој државен орган кога на годишно ниво доставува, кои што се нормално под влада, доставуваат програми до влада за јавни набавки, каде што владата ги одобри, вика, окей, овие јавни набавки може да ги терате за потребите на Министерството, агенцијата, регулатор. Така и владата ќе се сиди на крај. Јас сум в ситуација кај што донесува концесија, ги споја концесиите за Евромакс, која прашав министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова, она ми кажа, нас ја донесува на 5 минути пред седница на влада, немавме можност да гледаме, гласавме, па сега се предомисливме. Што правиме сега ако владата се предомисли, опримата е ќе одговара тука некој, значи треба тука некој да одговара. Апсолутно дека треба да одговара.
ради тоа што е прекршен законот првично во однос на набавката, но исто така ќе треба и некој да одговара доколку ова опрема веќе се користи, за што добивме и сведочења од вработени и поранешни вработени во ОТА дека опремата се користи. И ова и опремата, односно системот, софтверот за што го спомнав претходно за малициозниот софтвер, односно така да ќе треба сериозно некој да се занимава и со ова. На последното барање до МВР на Спасовски, кој што го има пратена комисија, веќе трет, можеби и повеќе од 3 месеци изменуваат, немаме добиен одговор. Како што веќе кажав, ние постапивме согласно закон, тоа е да го известиме председателот на собранието, да информираме јавноста. За жал во тој момент не можевме да информираме јавноста на овој начин, поради тоа што се уште се проверуваа работите, имаме обврска се што е класифицирано, да едноставно да водиме грижа колку тоа ќе се сподели со јавноста, со цел да не се направи паника, и во рок од 24 часа да го известиме јавниот обвинител. Јовевски беше известен, за жал моравме по неколку ургенции да добиеме писмо кое што, односно одговор, кое што ни полуписмен правник од средно правна школа не би го пратил. Значи вака сега видате да не се крива паника и такви работи во јавноста не држи вода тоа и не може да држи вода. Мора да се крене паника. Вие бевте во влада која што падна заради прислушување на новинари и не знам таму колку, 70-300 илјади. Зборувам за периодот на отприлика месец мај-јуни, кога се одржа првата пресконференција. Значи зборувам за во тој момент. Зошто? Ради тоа што се уште ги проверувавме сите информации. И ќе беше многу несериозно од наша страна на непроверени докри информации да излеземе во јавност и да тврдиме нешто за кое што не бевме се уште сигурни. Сега сте веќе сигурни? Значи за се ова што досега кажав, апсолутно сум сигурен, и за најголем дел од работите кои што ги кажав, значи постојат пишани документи. Пишува кој му дал право на директорот на ОТА без дозвола од МВР да си ја нарачал примата? Такво нешто нема никој да најде, бидејќи тоа е спротивно на закон, и колку и да имаме луѓе во оваа влада кои што едноставно не знаат кај терат, кажано народски, мислам дека никој нема да се најде толку за да подпише такво нешто, но на што го збораме дека одобренијата, писмата, одговорите каде што се тврди дека апсолутно не одговора, дека апсолутно од МВР не е одобрено, е подпишан Спасовски. Таков документ постои. Одговорот од јавното обвинителство со кое де факто му и укажуваат на ОТА од после да се покрие со документи, тоа постои. И на тоа писмо не сум сигурен дали беше подпишан Јовевски или некој од обвинителство. За тоа дали е и кога е точно со датум и број одобрено на влада, може да се обезбеди информацијата од влада. Во однос на тоа како функционира целиот овој систем што пред малце го разговаравме, овде постојат значи објаснувања од експерти, значи не од Игор Јанушев, не од ВМРО ДПМН, не од комисијата. Ние не сме технички лица, ние повикавме експерти да ни објаснат што се овој систем може да прави. И ова што го зборувам јаснување од нив. Се тоа што ни го имаат кажано стои на записник и на тонски снимки од седниците на комисиите кои што сме ги држеле. И доколку јавното обвинителство постапуваше онака како што треба да поставува во една европска или кандидат за ЕУ држава, требаше до сега да влезе во собрание, да ги обезбеди тие документи и тие снимки, да ги слушне и веќе да имаше покренато обвинение. Тој директор на ОТА. Значи вака, тој директор на ОТА. Сега да ми извини, он него не знам кој е. Толку ли е глупав да набави опрема која што е спротивна од закон и да биде сигурен дека е спротивна од закон и дека еден ден треба да лежи затвор за тоа, да прави, да ми ги следи пораките, тоа што јас у моментов го пишувам без да го имам испратено, така, они можат да знаат, без да имам испратено, со тие малициозни софтвери, они можат да знаат пред јас да испратам, дури да избршам пораката пред да испратам, они можат да знаат дека јас тоа што го имаме слушано како сведочење, имаше тврдење од дел од луѓето дека дури и такво нешто е возможно.
за да бидам искрени во интерес на јавноста, јас такво нешто до сега не сум видел, но експертите тврдат дека со таков софтвер дека може и тоа да се направи. И тој директор на ОТА, од кој направил се што требало да си направи, тоа што си наумил да си направи, како ние да сме диктатура и да се носат одлуки како што некој сака да носи без владење на правото, како што сите делатоци сме веќе, небитно тоа. Тој директор на ОТА сега се шета слободно секаде низ Македонија, се движи, пие кафе, седи со луѓе, разговара, слободен е, не е во затвор, не е осуден на... дека го прави сето тоа. Значи, не збориме за дали е некој осуден и дали е некој во затвор. Зборуваме за тоа дека воопшто не е покрената истрага за ова што. Никој, ни Јовевски, ни Спасовски, ни кој се друг треба да биде организиран криминал таму. Тоа е све веќе. И никој нема ништо. Ништо, апсолутно. Не се формираше специјално јавно обвинителство? Не. Мислам, пресериозна е темата да оставиме нели шалата на страна. Ама не, ова е на шала. Ве разбирам која ви е поентата, но како што кажа, воопшто не е покрената никаква истрага и ако сте ја пратели од почеток темата, има сведочење, односно исказ на еден од поранешните вработени, сосема да кажам случајно на една од другите комисии на Комисијата за избори и именувања, што е исто така јавно достапен материјал, но на што ми беше поентата е дека на самото пратеничко прашање Спасовски лажеше дека на сите барања кои што ги имаме пратено имаат одговорено. Не е точно тоа, немаат одговорено е на последното, како што кажа барање. Јовевски исто така нема одговорено на последното барање кој што го имаме пратено, иако изминуваат 3 месеци, значи буквално не се замараат и не сметаат дека треба да се постапува во однос на тема која што ја збориме денес. Друго нешто. Кој им дал право на тој телекомуникацијски оператор кој што вие никој не им дал право, сами си го земаат. Ама не може сами да си го земаат право. Некој мора надлежна институција дошла во случајот ОТА им кажала дека овие уреди треба да се стават во таа и таа мрежа. Затоа ОТА е веќе надлежна, така? Не. Па не може, тогаш не е пак надлежна, пак не е законски. Не, вака, да се разбереме. ОТА има право да добие реплика од оригиналниот сигнал, без разлика дали е тоа кога вие разговарате на телефон, разменувате пораки, користите интернет, небитно, зависи што ќе биде наведено во наредбата во однос на тоа за вас да се следи комуникација. И што и да е тоа, ОТА треба да овозможи тој што барал, БЈБ, АНАБ, небитно кој е царина, управа за против како е перење пари, небитно, да добие таа институција, односно барателот, реплика од оригиналната комуникација, додека оригиналната останува во операторот, за да може, ако има потреба еден ден, тоа да се вештачи, да се докаже дали е менувано или е навистина копија, односно реплика на оригиналот. А сега моите, вашите, пораките ги има ОТА кај нив не како реплика, туку како оригинал. Така? Поставувањето на овие уреди дозволуваат пристап до оригиналите. Значи, што исто така е спротивно на Законот за на комуникациите, бидејќи таму јасно кажува. Втора работа е што не сме никој, вклучително ни ОТА, ни БЈБ, ни АНАБ, ни било кој МВР во државава, да поставува било какви уреди во мрежата на операторите. Значи, се мора да оди на еден поинаков начин. Прашавте кој им го дал правото, никој не им го дал правото, правото си го имаат земено сами операторите. Не, туку у моментов ОТА, операторите предпоставувам дека некои од нив ја одбрале полесната патека и се согласиле да постават и да тестираат. Некои од нив се спротиставиле и не го направиле тоа во моментов, кога зборувам моментов последниот месец-два, дали се предомислиле, ставиле, не ставиле, почнале,
немаме се уште таква информација. Сигурно може да ја фрлат опремата, да ја скријат негде опремата и да викат ние тоа не сме го направиле. Ама има докази кои што велат дека они тоа го Не може направиле. тоа да се направи ради тоа што тоа може лесно да се провери, на крајот на постојат логови кои што стручни технички лица доколку им се овозможи пристап на истите, може тоа можеби не лесно, но за нив лесно да го проверат. Вака. Владата во која што и вие бевте, Не сум бил во влада никога. не беше, мислам владата на власт кога беше Никола Груевски. Добро. Јас сум бил тогаш уште мал. Ептен мал. Кога беше на власт Никола Груевски и кога Никола Груевски падна од власт, падна ради тоа што излегува преслушувани разговори. Така е. Падна ради бомбите. Така е, и она што е главната разлика од тогаш до сега е што во најлошиот случај, кога се објавуваа бомбите, кога излегува СДС, Спасовски, останатите заев, да ги објавуваат и да го откриваат тој скандал, во најскандалозниот момент се зборуваше за некоја бројка од, ако не се лажам, 20.000 луѓе кои што биле преслушувани. Сега, Се не збориме збориме 800.000 луѓе кои што потенцијално можат да ми знаат што правам во секој момент на мојот телефон, дури и тоа што не го праќам. тоа е главната разлика. И може Што утре некој да и се јави, тој што е директор на опера, 20.000 разлика од другата овој имаме те изневери. целокупното население во државата. И мислам дека барем за ова што го зборите изневерување или не изневерување. Ама тоа ќе се злоупотребува. Така е еден од нус ефектите на она што се обидува да се прави, а тоа е да се воспостави тотална контрола на буквално онаму каде што во одреден момент ќе има потреба да се направи тоа. И да ти избори, тоа е баш интересно. Може некој од тие таму вода што сега си го работат тоа на црно, као од пазарче да си имаат купено све и да можат да си отворат фирма за производство на смоки, може слободно да си ги собере тие телефонски пораки, разговори, следење на секакви комуникации од Viber, Messenger, Instagram, Snapchat Да се и да ги продаде негде онака за да добие пари до нова година? Да се надеваме дека не. Не да се надиваме, дали може? Можностите се секогаш присутни. Затоа викам да се надеваме дека не. Ама може утре да оди на некој што треба да гласа или да му собере 1000 гласови, што има компанија да му каже ти се изневерувал жена ти, еве, јас имам доказ за тоа, ако утре на избори ти мене не ми обезбедиш 1000 гласа, ќе кажам на жената ти се изневерувал. И тоа се докази. И тоа е можно. Може и тоа да го направи. Зошто не би било можно? А што викаат амбасади, вака, кога беше скандалот со бомбите, сите беа поддршка на бомбите. Треба ли да излезат бомби за луѓето да се свестат во што се наоѓаме сега? За ова последно особено прашање ќе треба да ги прашате амбасадите. Аз никој не ме Јас контактираше, до вие сте единствениот момент- човек кој што излегува избори на оваа тема, друг нема никој. Па вие сте втор кој што нели ми искомуницира за да разговараме на темава. Така да очигледно дека или некој смета дека нема интерес за темата, или другата, барем моја лична предпоставка е дека се исплашени, бидејќи третата е дека некој ги уценил со некаков материјал, па едноставно треба да се стиши темата, бидејќи нормално ова ми е само предпоставка, нити имам доказ, нити сум слушнал да бидам искрен, но логиката на нештата ме тера да размислувам во тој правец. Зошто? Ради тоа што не гледам друга причина. Видете, не зборуваме тука за политичко препукавање или политичка борба на ВМРО и СДС, па не знам, идат избори и слично. Значи, овде зборуваме за нешто што јас тврдам дека има писмени докази. Значи, не зборуваме за рекла казала. Значи, зборуваме за писмени докази, зборуваме за она што експертите го дале како мислење во однос на тоа што се може да се прави со овие системи, односно софтвери. Зборуваме на записници одржани седници на комисијата кои што за жал се затворени за јавноста, бидејќи се разгледува класифициран материјал. Така да не е ова нешто што е измислено само за
пошто идат избори, па еве ќе се дига некој скандал. Збориме за нешто реално што постои. И сега, користејќи ги овие системи, според пописот сме 1.800.000 луѓе, така нешто, можат дури и тие што се надвор, тоа што ние го викаме нашите луѓе во диаспората, ни светот кои комуницираат со своите роднини во Македонија, може да се следи целото. Тоа веќе не е јасно. Не дискутираме дали е законски или противзаконски, затоа што заклучивме дека апсолутно противзаконски и не постои жива страна на светот која што може на некој да му даде право да го направи тоа што го направи. Кој е тој директор на НОТА, како се вика, има име и презиме? Во тој момент кога е набавувана опремата, директор НОТА беше Зоран Ангеловски, чиј што мандат истече, не ме држи за збор, мислам дека 6 или 7 септември. Така да не е веќе на таа позиција во моментов кога ние сега разговараме. Поканувам Зоран Ангеловски слободно да ме контактира било каде, ако се смета за некрив уопште за тоа што го направил, да дојде и да објасни пред целата македонска јавност што направил, зошто направил, кој му кажал тоа да го направи, затоа што не постои држава во светот која што ќе може да го заштити од такво нешто, освен ако не прибега негде кај што ќе не може да го екстрадира. Тоа е секогаш можност, имаме ние примери во нашето блиско минато кога луѓе избегале од државата. И тоа секогаш постои како можност, особено па со оглед на тоа дека никој не води постапка и дека никакви времени мерки не се изречени, буквално секој може да прави што сака. Значи можно е Ангеловски веќе да не е во државата и да не знаеме ни кај, кога ќе се утвори постапка и пак да не можеме да знаеме кај. За жал не можам да човек кој што работи во оперативна техничка агенција, човек кој што има контакти од секаде, човек кој што може буквално да се скрие, човек кој што не е палчо да избега во Турција за да глуми лудило, па на крај да го фатат и да го вратат. Така, значи зборуваме за човек кој што е бил директор на оперативно-техничка агенција, човек кој што има контакти од кај што сака. Повеќе или помалку, да. Во оваа држава овде може секој да се прави што сака, тоа е пораката на тоа што се случило. Па, мислам дека оваа вака ќе продолжи. Тоа е нешто што за жал се случува во не само минатава година, предминатата, туку се случува едни добри 8 веќе 9 година. А дали така ќе продолжи, тоа ќе зависи пред се од народот во државава, кој што ќе има прилика на 8 мај да каже дали треба да продолжи вака или треба нешто да се смени. За жал, тоа е единствениот, барем демократски начин на кој што може да се на ВМРО сето тоа го направи. Сега треба да очекуваме дека ВМРО нема да го продолжи тоа. Видете, од кај јас сега да знам дека кога таа опрема ја има, кога ќе дојде ВМРО нема да се користи. Ќе се користи, зашто да не ја користи? Исто што го правил СДС, ќе го прави ВМРО. Апсолутно се согласувам со вашите сомнежи, бидејќи на крајот на денот секогаш во овие барем случаеви кога, односно на оваа проблематика кога се разговара во однос на прислушување, следење на комуникации, тука е најбитен личниот интегритет на луѓето кои што ќе раководат со сите овие институции. Зошто ова го велам, бидејќи кога имате таква опрема на располагање, доколку имате желба да правите нешто што е противзаконски, секогаш ќе можете да најдете начин како тоа да го направите. Така да пред се, како и во секоја држава во свет, знаете, во изминативе неколку години, не знам колку ја пратите, односно верувам дека голем дел од македонската јавност не ја прати оваа проблематика. Имавме премногу скандали, ако се сеќавате пред некоја година, излезе информација, односно не излезе информацијата, беше вистина дека дури телефонот на Ангела Меркел, која што во тој момент беше канцелар на Германија, бил прислушуван. Имаше пред 2 или 3 години одржате збор огромен скандал во Данска исто на оваа тема во однос на прислушувањето. Исто пред некоја година имаше огромни скандали во Словенија, која што ни е тука најблиску. Во Америка веќе е некако пракса на секој неколку години да излезе некој скандал во однос на дали се класифицирани документи, дали е следење на комуникации, меѓутоа кај нив е системот поставен на еден сосема поинаков начин. Така да пак ќе се надевам на тоа дека се зависи од личниот интегритет на луѓето кои што ќе раководат со безбедносно разузнавачкиот сектор и дали тие
ќе бидат спремни да ги направат конечно реформите. Јас верувам дека новата влада предводена од ВМРО ДПМН навистина ќе влезе во еден таков процес каде што ќе се направат реформи кои што нема да бидат само шминка како што се направи периодот на 2018 година, но и она што е побитно е да нема кочница овде во собранието во однос на надзорот кој што оваа комисија која што сега јас ја предводам да може да прави вистински надзор. Зошто ова го велам? Затоа што ние сме на истекот на 4-та година од нашиот мандат, односно завршуваме со нашиот мандат и во 4 години власта не најде соодветен начин, кога велам власта пред се тука мислам на председателот на собрание, да ангажира двајца технички експерти, иако уште неколку месеци, 3 месеци, ако не сложам, од кога се формираше комисијата, крајот на 2020-та, спроведовме конкурс, пуштивме оглас, имавме интервју, избравме двајца експерти и од тогаш тие се предадени на службите во собранието и никако не се најде за сходно тие двајца да се ангажираат за се тоа што сега го зборуваме, да можеме да кажеме дека сме биле во надзор. Нашите експерти го утврдиле тоа и тоа. Можеби се ова што го кажувам сега немаше да биде така. Можеби се било по процедура, така? Но можеби е и многу пострашно тоа што го кажуваме сега. Едноставно немам информација заради тоа што јас немам начин, комисијата нема начин, она што е суштина на постоењето, тоа е да врши надзор дали некој во држава нелегално и неовластено слуша или следи комуникација или не. Бидејќи без технички експерти, јас можам само да ги гледам системите и логовите. Вака, господине Јанушев, видете, во моментов Свети Петар да дојде, да се симне и повторно да дојде во Македонија и да се обиде да го убеди македонскиот народ, да ме убеди мене дека кога било која власт ќе се смени, нема да го прави истото. Вака сега, да ви објаснам, сигурно знаат и сите наши гледачи знаат. Имаше еден човек кој што се вика Зоран Заев и мафташе со ливчиња вистината за Македонија и објавуваше прислушувани разговори од времето на ВМРО ДПМН, каде што на власт беше Никола Груевски. Тој човек доби власт за да не прави такви работи. За да прекине тоа, се формираше специјално јавно обвинителство кое што на крај излезе дека е корумпирано и дека и оно прави рекет со тоа што го поседува, за да не прави истраги со одредени лица. И на крај сега дојдовме до момент каде што СДСМ, односно Социјалдемократскиот сојуз на влада некоја како што велите вие на затворена седница си носи одлука, ота си набавува без Спасовски да им тие си имаат меѓусеб, тие знаат што прават таму опште. Кој мене? Ние верувавме дека на Вибер кога пишувам јас порака и кога ќе ја ставам experience messages дека не може никој да ми ја гледа пораката. Сега сум свесен дека тоа може секој да ми го гледа. Да ве коригирам, само ќе дозволите за малце. Не, Зоран Заев не беше донесен за да ги спречи сите тие работи. Зоран Заев беше донесен бидејќи таа клопа, да кажам, па и оваа на СДС се бескичмињаци само со една цел, тоа беше целта за да се направат уставните измени, бидејќи немаше друг кој што се нафаќаше да го направи тоа. Зоран Заев не беше донесен нити за демократија, Зоран Заев не беше донесен за да има реформи во безбедносно-разузнавачкиот сектор. Затоа ќе се навратам уште еднаш назад. Да, во право сте дека најголем дел од јавноста во Македонија никогаш нема да верува дека некој нема да слуша, дека нема да прати комуникација и слично. Зошто е тоа така? Е тоа што ако погледнете од 90-тите години наваки, ова е можеби не знам 4-ти, 5-ти, 6-ти скандал кој што на секој неколку години излегува, каде што се врши следење на комуникациите. Дали било тоа во едно или во друго време, дали било тоа против не знам пратење на ВМРО како националисти, значи секогаш тоа се случувало. И ниту еднаш не е направена вистинска реформа во овој сектор. Она што се направи 2018 беше една обична шминка каде само се смени името на тогашната УБК ВАНАБА. При тоа, иако беше предвидено и начин на селекција и еден куп други работи во законот, значи се постапуваше повторно противзаконски, значи ништо не се смени и единствено како нова институција се јави ОТА, која што требаше да биде посредник и да биде еден вид на заштитен механизам,
кое што од денешен аспект гледаме дека впрочем и поголем скандал од претходниот го прави токму таа агенција. Така да апсолутно не можеме да зборуваме за било какви реформи. Реформата е целосно потврлена, ја нема и затоа пред малку реков, јас сум убеден дека доколку сакаме да ставиме ред во овој сектор, а сакаме, дека ќе треба сериозно да се навлезе во тоа да се реформираат работите од корен. И само за крај уште да превршиме. Сега баш се сетив, нашиот премиер доаѓа од редовите на Македонски Телеком. Димитар Ковачевски. Мислите дека дури кога се носели пред да се донесат одлуки на влада, Димитар Ковачевски бил запознан што значи тој систем кој што така го набавува, како може тоа да биде злоупотребено? Сепак има контакти тој човек таму, може да му се јави на некој експерт кој што е во Македонски Телеком или во било која друга компанија, ма сепак е премиер на влада, како не би можел да тврдам заради тоа што немам информации, но тотално целосно сте во право дека после долгогодишно искуство во работење во Телеком, дека сигурно ги знае работите многу подобро од мене или од вас, бидејќи на крај на ден работел со тоа долги години. И сега цела држава, сите ние ќе разговарате лично со луѓето, ќе користите помалку мобилни телефони. Ама не е тоа поентата на 21 век, господине Јанушев, свесни сте и самите. Знам, ова вие беше писмаци пишувате кога треба на некој да му кажете нешто. Саркастично кажано, разбирам, бидејќи знаете кога одредена ситуација станува толку многу сериозна, никој не е заинтересиран да ја реши, станува помалку и трагикомично и саркастично. Има уште многу да се зборува за оваа тема. Ова е неисцрпна тема, има многу детали. Уште многу повеќе детали и целата постапка објасната како Игор Јанушев, како претседавач на комисија, како се вика комисијата? Председател на комисија за надзор на следење на комуникациите. Председател на комисијата за надзор на следење на комуникациите дошле до сите тие информации, каква била истрагата која што тие воделе, со можностите кои што тие ги имале, собраниските можности. Не ви дават експерти за да откријат тоа, го слушнав кај Богдан, тоа сакам да ви го кажам. Вас што ни гледачи можете слободно да ја отворите емисијата на Богдан Илиевски, познат за јавноста како Битмен Дели, кој што како се викаше вечерното шоу со Богдан Илиевски, каде што господинот Игор Јанушев детално објаснува се. Јас таму ја видов за прв пат темата, после тоа излегува уште многу работи. Нашето време е тоа. Се гледаме во следна емисија на подкастот Зон Политикон. Само уште за крај да дадете завршни зборови, да сублимирате вие. Знам дека времето ви е кратко и затоа не сакам да ве задржувам дополнително. Благодарам на вниманието, благодарам на можноста да поразговарам уште еднаш на темата. Јас навистина со тоа ќе завршам, очекувам дека во јавното обвинителство ќе се свестат конечно дека неминовно е за ова да се води истрага и сметам дека е подобро сега да се почне, да не се чека промената на власта, но исто така и очекувам од новото раководство на ВОТА да го приспита целокупното работење кое што било направено во претходниот период, особено во делот на спорната набавка. Се е спорното. Нема еден момент кој што не е спорен. Се почнува со набавката, затоа и велам дека треба да се почне таму. Ви благодарам премногу уште еднаш. Ви благодарам и вас уште еднаш, поштовани гледачи. Ова беше првата епизода на Зон Политикон со Дијан Триндов. Можете да не следите на нашите социјални мрежи. Ве замолвам исто така да не поддржите со лайк, subscribe, затоа што ние немаме телевизијски канал или радио канал на кој што се емитуваме, туку тоа се социјалните мрежи. Да се бориме секој за себе, секој за државата, така како што знае, така како што може. Благодарам уште еднаш. Имајте пријатен ден или пријатна вечер, зависно од тоа кога го гледате ова интервју.